Солун или Тесалоники. По неколку часовно возење со автобус пристигнавме во Солун. Тмурен септемвриски ден. Сепак позитивноста и енергијата на групата со нас успеа да ја направи атмосферата поубава и попозитивна. Се одлучивме да направиме прошетка со брод, но најверојатно поради времето бродовите ги немаше. Тргнавме покрај плажата да се сликаме кај чадорите Зонголополос. Една од најпознатите скулптури во Солун, висока 13 метри, наречена крајбрежни чадори, дизајнирана од грчкиот скулптор Ѓорѓ Зонголополос. И конечно имавме среќа. Бручето пристигна на пристаниште. Плативме цена од 8 евра за која добивме пијалок по избор сок или кафе. Имаше и за поголема цена други пијалоци. Имавме можност од далеку да ја видиме прекрасната солунска убавица и символ Бела кула. Белата кула е заштитен знак на градот, едно од најдобрите места кое треба да го посетите во Солун, изградена е во 1535. Била обиколена со високи ѕидови. Првобитно била затвор во времето на Отоманската империја, денеска е најголемата туристичка атракција со свој музеј каде може да дознаете повеќе за нејзината историја и да купите сувенири. Сонцето и времето како да беа на наша страна. Одеднаш изгра и ни се насмевна. Ние уште посреќни и повесели. Оддалеку го погледнавме и Солунското крајбрежно шеталиште. Ова шеталиште е комплетно реновирано и е едно од местата кои што треба да ги посетите додека сте во Солун. И тука најубаво ќе биде да си го испиете вашето утринско кафе. Ја поврзува Белата кула со Солунскиот фотографски музеј и концертната сала. Шеталиштето исполнето со многу барови и ресторани. Одалеку се гледаше и плуштадот Аристотел, подоцна и го посетивме.
Тоа е главниот плоштад во Солун лоциран во центарот, изграден 1915 година. На плоштадот се наоѓа и споменикот на Аристотел. По прошетката со бродот се упативме на шеталиштето и си го испивме своето кафе, уживајќи во погледот.